И во овој преглед на вестите е со нас во студиото. Вики, што велат последните податоци, односно она што телевизија Нова го журираше во својот графички приказ? Според податоците кои што ги имаме последни, а секако се раководиме според податоците на Државната изборна комисија, кои што транспарентно може да се видат и на нивниот вебсайт, 34,43% е излезноста на гласачите во Република Македонија до 13 часот. Се уште се водиме според тие податоци, со оглед на тоа што за неполн час ќе има нова пресконференција на Државната изборна комисија, веќе тогаш ќе можеме да ги имаме и податоците за излезноста и по изборни единици и на ниво на Република Македонија и по општини за излезноста до 17 часот. Сега остануваме со излезноста до 13 часот, значи како што кажав 34,43%, ако одиме по изборни единици, во единица имаме 38,4% излезност, во изборна единица 2 имаме 33,7%, во тројка 38,7%, во изборна единица 4 39,3%, во петката 33,6%, а во шеската имаме најмала излезност на гласачи до 13 часот со 24%. Можеме да погледнеме и по општини. Во изборна единица 1 во општина Аеродром имаме 43,1% излезност, многу висока излезност за до 13 часот имаме во Карпош 45,5%. Во Студеничан имаме 24,1%, Македонски Брод 41,4% излезност или 2174 лица излегле да гласаат до 13 часот во оваа општина. Само да напоменам дека овие податоци на кои што се темели овој графички приказ на кој што работеше тимот на 3D графика и дескот на телевизија Нова се однесуваат, се темелат односно на податоци од обработени 3430 од вкупно 3524 избирачки места. Одиме понатаму, со двојка во Бутел имаме 38,7% излезност, Ѓорче Петров имаме висока излезност од 41,3%, исто така и во Газибова 41%, пониска излезноста во Шуто Оризари, околу 20%, во Куманово имаме 31,1%, Липково малку пониска излезност од 19,8%. Во изборна единица 3 го имаме Штип со 40,9% излезност до 13 часот, Велес 36,6%, Кочани 39,8%, Крива Паланка со висока излезност исто така до 13 часот, според податоците на ДИК од 44,7% излезност, Виница 30,5%, во Берово излезноста е 39,4%, Делчево 36,1%, висока излезност имаме и во Пехчево и во Пробиштип, можевме да забележиме. Во Илинден имаме 35,9%, во Зрновци 33,3%, 869 лица гласале во оваа општина во изборната единица 3. Во Куманово 29,9% во третата изборна единица. Да споменам повторно само дека некои општини како Чаир, Куманово и Битола ги имаме во два наврати со оглед на тоа што тие се поделени во две изборни единици. Ранковце 39,8%, во Прилеп излезноста е 48,4%, Струмица 38,6%, Гевгелија исто така можеме да забележиме висока излезност до 13 часот со 42,7%. Остануваме во четворката, Дојран со 35,3%, Богданци, Кавадарци, Неготино сите излезност од 40-41%, Демир Капија висока излезност од 47,9% според податоците на Државната изборна комисија до 13 часот. И Кривогаштани, Могила, Новаци, Росуман прилично пристојна излезност до 13 часот, најмногу во Новаци со 48,5%. Одиме во петата изборна единица. Битола во петката има излезност од 41,5%,
Малку пониска излезност имаме во Струга до 13 часот со 26,5%, Демир Хисар 38% излезност според податоците на ДИК. Крушево 45,2%, исто така висока излезност и во Вевчани од 42,1%, пониска излезноста во Пласница и Дебар со 16,7% и со 20% до 13 часот. И останува шестата изборна единица, Тетово со 25,7% излезност, Гостивар 24,1%, Дебар 21%, исто така Боговиње го имаме со 22,8%, шестата изборна единица има најниска излезност од сите шести изборни единици до 13 часот. Го имаме и Кичево со 20% излезност, Врапчиште, Желино и Егуновце. Можеме да погледнеме дека излезноста во шеската е најниска, а чинам во четворката е највисока досега според податоците до 13 часот. Секако во очекување сме на пресконференцијата на Државната изборна комисија во 18 часот со нови податоци излезноста до 17. Верувам дека веќе овие бројки ќе бидат далеку изменети со оглед на тоа дека ете и колешката Андреја Сабиновска не информираше дека практиката покажува дека македонските гласачи генерално гласат во попладневните часови. Овие секако што ти само да спомнат до 13 часот, во 18 повторно се гледаме на оваа позиција. Ти благодарам за овие бројки. Почитувани, останете на фреквенцијата